И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Во моментот сме на автоплацот Ауто Звеки и ја гледаме Opel Meriva од 2013 година. Она што е интересно за Opel Meriva е дека оваа генерација е многу поубава од таа првата што беше излезена, Opel Meriva A. Ова се вика веќе Opel Meriva B, така ги класифицираат. Многу поинтересна во однос на дизајнот, еве ќе прошетаме, ќе направиме една обиколка 360, чисто да ја видите како изгледа, која што се произведуваше до 2017 година, 2014 мислам дека има еден фейслифт, ова е од 2013. Како мотор го има 1,7 CVT моторот со 110 коњски сили. Ниво на опрема си опишува овдека актив. Мислам дека има солидно ниво на опрема, ќе ја видиме после и внатрешноста. Во однос на моторизацијата, претпоставувам повеќето од балканците се сакаат дизели, има еден што е со 130 коња, ова е со 110, има и послаби 1.3 дизели со 90 коња, мислам дека ова е правилната добра комбинација на средина. Друго што е интересно за оваа кола е тоа што заднава врата се отвара во обратен правец. Еве сме на задната клупа. Скрос еве го повлеков позади седиштето, така да иде напред и назад. Предното седиште е наместено по мојата визина 1,83 м и би рекол дека имам и tekako добра комоција тука од зади. Ако приметувате, си работи машинчето, 1.7 CDTI дизелче, не се слуша нешто многу знатно внатре во кабината, али ќе ја провозаме, ќе видиме како е и во вожња. Во однос на багажниот простор, минималниот е 400, максималниот не сеќавам колку беше, ќе го испишам на екранот за да го видите. Чисто визуелно ќе ви го покажам, барем со кренати седишта колку е багажникот, сасим коректно за фамилија. А сега ќе се пребациме на предното седиште, да видиме и внатрешноста. Во претходното видео каде што зборев во однос на сите овие коли што ги гледате на плацов Ауто Звеки, спомнав нешто, некои мали детали за внатрешноста која што мене ми се допаѓа, поготово дали е инсигнија во прашање Астра, која и да е од овие години, да речеме 2013, како што е ова е 2013 душа, го имаат овој сличен дизајн кој што е доста, барем за мене, атрактивен. А и доста комотен. Предниве стубови не пречат во однос на прегледност, бидејќи имате тука одредени отвори. Во однос на технички податоци, како што кажав, 2013, 1.7 CDTI, 110 коњски сили, а цената е 5800. Во однос на квалитетот на материјалите, поготово можам за воланов да кажам дека е доста не само визуелно вака убаво изработен, туку и на допир, на додир е одличен. Инструмент таблата со овие оквири кои што сјаат малце, има електронска рачна кочница, разноразни дугменца за климата, за волуменот на звучниците. Тука имаме уште едно мало екранче, би рекол, кој што дава некои основни податоци. Еве гледате 33 степена, така да станува полека шешкичко. Ќе одеме, ќе се провозиме, ќе ја пуштиме малце и климата. Во однос на подпирање на раката, тука имате еден мал изработен во штоф. Седиштата се исто така изработени во штоф, али се доста комотни.
убаво кога гледам. Да, прегледно сте убаво. Сите агли се лесно Да. достапни, не се мучиш нешто да. А и 110 коња сасим доволно за Па да, и за потрошње е добро. плюс и за потрошно. Вакли знаеш отприлика колку е у просек? Па градска некако 6. Околу 6.